На денешен ден, 22 април, денеска е ден на планетата Земја. 1529 година, во Саракоса е потпишан договор со кој Шпанија и Португалија ги одредија границите на интересните зони во Тихиот океан. 1724 година, роден е германскиот филозоф Имануел Кант, професор на Универзитетот во Кенингсберг, основач на германската класична филозофија. Тој ја постави хипотезата за природно формирање на Земјата и небеските тела. Негови најпознати дела се Критика на практичниот ум, Критика на чистиот ум и Општа теорија на природата и Теорија на небото. 1773 година, во селото Тресонче Дебарско е родена Сирма Војвода, ќерка на Ангја и зографот Петре Врлески, предводничка на ајдуци и војвода на дружина. Таа е опеана во народните песни. Умре во Прилеп во 1858 година. 1838 година, британскиот брод Сириус прв го помина Атлантскиот океан, користејќи парен погон. Патувањето од британското пристаниште Корк до американското пристаниште Њујорк траеше 18 денови и 10 часа. 1870 година, во Сибиркс е роден Владимир Илич Ленин, еден од водачите на руското и на меѓународното работничко движење, организатор на Октомвриската социјалистичка револуција во Русија и основач на советската држава, економист, социолог и марксист. Умре во Горки кај Москва на 21 јануари 1924 година. 1915 година, патувајќи од Мелник за Неврокоп во близина на Рожденскиот манастир, врховистичките наемници губија Јане Сандански, врвна личност во македонското национално ослободително движење. 1933 година, умре англискиот инженер Фредерик Хенри Ројс, кој со Чарлс Ројс во 1906 година ја основа автомобилската компанија Rolls-Royce. 1997 година, перуанската армија влезе во резиденцијата на јапонскиот амбасадор во Лима и ослободи 71 лице кои 4 месеци беа во заложништво од страна на герилците на левичарското движење Тупак Амару. Во акцијата загина еден заложник, тројца војници и сите 14 герилци. 2006 година, почина италијанската актерка Алида Вали. Родена е во Пула во 2021 година. Вали во филмската кариера долга повеќе од 6 децении. Особено се истакна со улогите во филмовите Трет човек на Керол Рид од 1949 година и во случајот Парадин на Алфред Хичкок од 1947 година. 2012 година, Чарлс Колсон, еден од најпознатите учесници во аферата Вотергейт, од ерата на председателот Ричард Никсон, почина во 80-та година во Соединетите Американски држави. Колсон на почетокот на 70-тите години на минатиот век беше еден од најблиските и највлијателните соработници на председателот Никсон, кој главно се занимаваше со разузнавачки податоци за неговите политички противници. Откако се обиени просториите на Демократскиот национален комитет во 1972 година, скандалот што уследи потоа го натера Никсон да поднесе оставка 2 години подоцна. Колсон негираше дека учествувал во акцијата, но подоцна сепак му е судено. И тој на судот му призна дека учествувал во дискредитација на аналитичарот на Пентагон Даниел Елсберг, кој порано на медиумите им доставил доверливи документи на Министерството за одбрана за војната во Виетнам. Колсон подоцна се свртел кон верата, основајќи свештенички ред кој им помагал на осудениците кои ја отслужиле казната.